Кои се зелените перспективи на Гевгелија? Зелените перспективи на Гевгелија се секој пат и предизвик за секој градоначалник, поготоа за мене се во работната агенда во мандатот што ги имам, бидејќи јас ветував пред граѓаните мора да е една европска и зелена Гевгелија. Значи, прво и најбитно е направивме три крупни капитални инвестиции, изградба на нов водовод, кој порано беше Гевгелиската вода имаше присуство на арсен, сега веќе тоа е минато, изградба на прочистителна станица, една од најмодерните и ако не и најголема во Република Северна Македонија, и изградба на локална депонија, грант од јапонска влада, како солидарност и вид морална одговорност на светот спрема тоа што се случуваше на границата кога беше напливот на сириската криза. Значи, тие се во перспектива треба да овозможат крупни прашања и решавање, тековно се што е зелена површина одиме на екоакции, на зачувување на зелената површина, истовремено кога се прават нови улици, булевари или веќе направени кај што има можност правиме дрвореди, создуваме, значи тоа после 3-4 години ќе биде ба стварно друг изглед на сите тие работи и ги оплеменуваме парковите, ги правиме удобно катче за престој на било која популација. Од најмала детска популација ставаме играчки, урбана опрема, до клупи, за летниковци, за постарите жители на кои се во околината да може да гравитира тука, бидејќи не е само агендата зелена Гевгелија, присуство на зеленило, процент на присуство на зеленило во градот, него зелена Гевгелија е правење на како да кажем, на нешто, правење на Гевгелија како пристојно место на зајавалиште, а тргнувајќи од потребите и желбите на граѓаните. Значи, одиме, желбите ги слушаме, од таму извираат, од доле па нагоре. А јас како градоначалник имам слух и сето тоа успевам преку креирање на буџетот да го вметнам такви ставки кои ќе служат во оваа агенда. Советот си има друга агенда и мислам дека веќе познато Гевгелија беше прво место кај што беше одржан референдум против рудниците, имаше иницијатива поднесена од еден инвеститор за преработка на отпад кој би го носила Италија во РДВ брикети. Исто така ја одбивме, бидејќи концепт на Гевгелија лесна и незагадувачка индустрија, така да во фокусот на моето внимание и тоа што го работиме е одржлив еколошко-економски развој, тоа е правење баланс. Да не биде екологијата препрека за развој на економијата, ама да не биде профитот на штета на екологијата. Кога говориме за зелените вредности, познато е дека тие не се однесуваат само на животната, за заштита на животната средина, која пак често меша со поимите поврзани со комуналната хигиена. Зелените вредности подразбираат почитување на човековото достоинство, што подразбира и социјална правда и антинационализам, стратегии за одржив развој, што подразбира напуштање на принципите на либералниот капитализам. Колку според вас, вашите анализи, знаат политичарите во нашата земја за ова? Мислам дека многу мал број. Еве да бидам искрен, обременети од секојдневието, со пандемијата не би требало да биде изговор бидејќи се случи оваа година, меѓутоа ни фалат едукации. Ни фалат едукации бидејќи сите доаѓаме на овие функции, пред се општествени функции не бира народот, меѓутоа доаѓаме од одредена струка, со одредени квалификации, со одредена завршена, оформено образование, така да искрено да ви кажем дека јас лично чувствувам за потреба, би тргнало од мене, не од другите, дека фалат ваков тип на едукација и сум благодарен што денес беше таков тип на едукација имавме преку цивил во Народниот театар. Тоа е убаво да се знае, бидејќи знаете, најлесно е да се води, не би рекол најлесно, него полесно е да се води општина или било која институција да се менаџира кога ќе има патоказ на нешто, кога
кога би ги знаеле овие информации, би биле наоружени со ваквите сознанија и би ги споделиле и фидбек би добили од граѓаните, дали тие ги прифаќаат или не, за мене би било тоа водилка во текот на мандатот, како јас да се поставам, како да го креирам буџетот, на кои сегменти од потребите треба да обрнам поголемо внимание или не. Темата што е начнавте социјална правда, праведност и тоа е дел од системот на зелените вредности, се практиципира, меѓутоа тука треба да се направи на дистанција во перцепција на луѓето, што е тоа што може да го овозможи локалниот government преку субвенционирање на одредени ставки, а што е тоа што е државна политика која се испорачува преку Министерството за труд и социјала. Сега луѓето немаат таква перцепција, они мислат дека кога ќе чукнат кај градоначалникот, градоначалникот е надлежен за сите проблеми. И таму фали едукација, не само за нас градоначалниците, него и за пошироката јавност, а околу третото национализам, шовинизам, човекови права, мислам дека Гевгелија ги има тие европски вредности, предначи го зборев тој на трибината, значи тука имавме спор со Република соседна Грција за името, надминате, фала Богу, со Преспанскиот договор, има дневно доаѓа по 2-3 Грци во Гевгелија, никој пат немаше инцидент, горцум на тоа, има мешани бракови, околу 100 мешани бракови, од тие бракови произлегуваат деца, тоа се внуци на некои баби и дедовци кои се и во Македонија и во Грција. Така да мислам дека границата не представуваше проблем, ниту па проблемот кој беше политички ги наруши. Односите, напротив, Гевгелија е пример за како мислам треба да се практикуваат тие европски вредности и како тоа во иднина треба да се одбива. Нормално не сме совршени и ние ќе се надградуваме и ние ќе учиме со влез во Европската унија, веќе влегуваме во едно многу пошироко семејство. Што ќе кажете за растечките политички, етнички мотивирани тензии во нашата држава? Кому ова му оди во прилог, а кој губи? Губиме сите. Во прилог може да му одат на некои политички партии, ако ги имаат во своите агенди. Национализмот е поразен на овие простори, со војните кои беа 90-ти години, не сакам да се навраќам. Војните, фала Богу, Македонија ја избегна таа војна, беа во соседството. Бевме сведоци на многу настани, во исто време и нас не погоди ембаргото до 95-та што траеше од Република соседна Грција заради името. Го решивме нели со спорот во Обединетите нации со назначување на преговорач, така да национализмот е поразена категорија за мене на овие простори и секој кој ќе се води да поттикне национализам или да го има во политичката агенда или во животната агенда да му биде тоа мисија, за мене мислам дека унапред осуден на пораз. Бидејќи таква публика веќе во Македонија нема. Се направи многу работи, поготово со доаѓањето на СДСМ со преземањето на власта 2017. Еве, јас сум член на СДСМ, знам какви вредности делиме. Ние имаме со партијци од различни политички партии. Со доаѓањето на СДСМ на власт со премиерот Зоран Заев спадна и тие меѓуетнички тензии со признавањето на одредни поголеми права кај албанската популација, што на мене лично не ми смета. Тие се граѓани на Република Северна Македонија, ни треба соживот и знам ке тргне неспримено низ една фамилија. Колку што е посложена, толку може да има напредок, само под еден услов. Значи, треба, како што викаме, припагаме на фамилијата, да бидеме сите лојални, да знаеме дека припагаме за нас матична држава е Република Северна Македонија.